Почна големото судење против струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов и уште 6 обвинети од злосторничката група со која тој според обвинението 5 години влечеле милиони евра од управата за јавни приходи, прикажувајќи фиктивни суми промет. Судењето го следи Михајло Видимлиски. Михајло, што беше посочено на првото рочиште за овој случај? Борче, ова денес што овде во Кривичниот суд се одржа, практично беше подготвително рочиште со оглед на тоа што отсуствуваше еден од обвинетите во овој случај. Освен струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, обвинети во овој случај се уште 9 лица за злосторничко здружување, даночни измами, но и перење пари, односно дека станува збор за сопственици и управители на фирми во периодот од 2019 до 2024 година. Во име на фирмите изготвувале и разменувале лажни фактури за наводна продажба на недвижности, иако како што посочија од обвинителството, такви недвижности, односно такви трансакции реално не постоеле и неосновано било користено правото на поврат на ДДВ, односно управата за јавни приходи во овој период им исплатила незаконски над 20 милиони евра. Одбраната денеска во изјава за медиумите рекоа дека сепак обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција кој што го води овој случај нема доволно докази. Да слушнеме што вели одбраната. Во оваа фаза на постапката е неблагодарно да се впуштиме во детални анализи. Меѓутоа логично поставивме едно прашање зошто данокот се гледа фрагментално. Само едниот данок, а не сите даноци по истите тие документи и контрадикторноста на самата управа и на самите истражни органи проведе во текот на сите фази, меѓутоа тоа по текот на постапката ќе го докажуваме. Обвинителството и сите истражни органи, веќе тоа го повторуваме, сами си вадат фрази, како да кажеме, или фрагменти или аргументи, како сакаме да ги наречеме, и се толкуваат само тој данок. И за прв пат сме чудени видени обвинителен акт само за еден данок, само за ДДВ, а не за данокот за добивка, да персонален данок и сите останати, кои што произлегуваат од истите тие документи. Рочиште за овој случај е закажано дури за 25 март, тогаш е предвидено обвинителството да ги даде своите воведни зборови и обвинетите да се произнесат за вина. Тоа се сите информации денеска од судот. Студио. Ти благодарам. Михајло Видимлиски за судењето на бизнисменот Крмзов.